Точно време, точно во 8:51 минута е и за нашиот последен гостин во ова утринско дружење. Тој е Методи Пашовски, сенсеј, учител од Националната Аикидо Унија на Македонија. Со нега ќе разговара мојата колешка Оливера. Добро утро за нашиот гостин и втор пат добро утро и поздрав до тебе, Оли. Добро утро, Сузе. Да, денес ќе прикажеме една убава техника Аикидо, енергија, пат, хармонија во превод. И нашиот гостин ќе ни објасни како може да медитираме во движење и како да се самоодбраниме и да постигнеме душевен мир. Можност да учиме додека сме живи, браво. Така е, да. Нешто кое што навистина ќе ве заинтересира, ќе ви кажеме дека оваа недела на 15 ноември ќе има и меѓународно случување, семинар со гости од Јапонија и од регионот, што ќе го представиме во текот на разговорот. Добро утро. Добро утро. Мето, сенсеј, учител, ева и јас учам се уште, иако имам многу завршено, сепак дознав дека сенсеј значи на јапонски учител. Точно така, учител што го практикува, учи и пренесува знаењето на своите ученици во оваа констелација пренесуваме Аикидо. Аикидо всушност не е спорт, не е надпревар, туку аикидото е постигнување на душевен мир, нешто кое што треба сите ние да го имаме во овој брз свет на функционирање и движење. Аикидото е јапонска традиционална боречка вештина која потекнува од Јапонија, основаше Морихери Ушиба, фамилијата Уешиба, значи аикидото има повеќе делови и елементи во текот на процесот на вежбање, тренирање. Тие се духовен дел, физички, технички и ментален. Со други зборови, од многу причини може да се вежба аикидо. Прво е моќна самоодбранбена вештина, второ учи на хиерархија, на почит, на респект и на издржливост. Така, предпоставувам дека не е позната толку многу како што се познати другите можности, каде што младите можат да ја трошат својата енергија и да ја насочат својата енергија. Па, затоа ме интересира, еве и за многу млади родители кои што имаат хиперактивни деца, како можат со аикидото, преку оваа вештина, да ја насочат енергијата и да ги научат на дисциплина и хармонија во живењето? Прво, при самото навлегување во училиштето на јапонски доџо, има правила кои се почитуваат. Значи, почит на доџото, почит на учителот, почит на другарчињата. Како ми кажавте, кога влегуваат на час, тие треба да се поклонат. Така. Тоа е првата лекција. Традиционални составни делови на тренингот нема никаква поврзаност со некоја друга констелација, а се поклонуваат и со другарчето пред да вежбат и со другарчето од кога ќе се заврши самата изведувена самата техника. Почит. Во случај да нема повреди, да побрзо изведување на техниките, па и да има во некој, значи да не биде злонамерно направено, без зли мисли. Така, основните принципи во аикидото кои се, освен ова поздравување? Значи, самиот збор на аикидо, значи аи, ки и до. Аи хармонија, ки внатрешна енергија и до пат. Секој човек си има своја хармонија, своја енергија, свој пат, а поентата е повеќе луѓе на исто место да имаат слични патишта и да се надополнуваат, да се помагаат и нормално да се развиваат. Во превод секој си годи својот пат, но во заедница. Во заедничко сретнување. Така. Вие сте подпредседател и на Националната Аикидо Унија на Македонија. Колку години постои таа и колку клубови вклучува? Тука сме всушност да го представиме функционирањето. Кои се целите на академијата? Национална Аикидо Унија на Македонија постои 6 години, е составена од членки клубови, од три различни линии на учители, а самите членки клубови имаат многу голема историја. Како, например, Пат кон мирот има 24 и 25 години постоење.
Аикидо клуба Гацу од Комано има сега оваа година сваеше 20 години. Аикидо клуб Хоши 16 години. И има поново создадени клубови, формирани. Целта на самата организација, промоција, развивање, организација на настани поврзани со аикидото и привлекување на млада популација и правилно насочување. Членови за правилно живење. Така е. Сега го споменавме на самиот почеток и семинарот кој што ќе се случи за некој ден, точно за 2 дена. Нашата организација учествува на многу настани, само како ќе ги набројам. Балканскиот аикидо фестивал во Белград, во Србија, кај што беа присутни и од 8 аикидо федерации оваа година. Во минатиот месец бевне гости на аикидо настан од јапонец Макото Ито сенсеи во Солун, бевне на сенсеи Кури Бајаши во Софија. Значи, поентата е меѓународно развивање, поврзување со квалитетни и признаени аикидо учители и промоција на поздрави животни навики во однос на денешната интензивна технолошка зависност. Значи, присуствувате со членовите и со новите ученици на вакви презентации. Мене ме зачуди моментот дека не постои надпреварување во аикидото, туку само презентации, обуки, семинари и учење. Во аикидото прво има физичка, техничка подготовка и, како што спомнав, и ментална подготовка. Аикидото, бидејќи е традиционална јапонска боречка вештина, не признава и не постои и надпревар. Со други зборови, има презентација пред популацијата. Еве гледаме некои инсерти во моментов. Тоа е од семинарот во Солун, кај што бевме присутни. Ова е од семинарот во Бугарија. Вака изгледа семинар, јас мислев тоа е столчиња, се слуша теорија. Аикидо семинар представува мајсторот покажува техника, учениците се во седешка позиција или сеизам. Како во моментов? Сеизам, презентира мајсторот и после тоа учениците ја практикуваат, ја тренјаат, ја усовршуваат таа техника што ја покажува мајсторот. Која е фазата што во моментов што го гледаме ова? Тоа е како медитација, што доживувате додека се прикажува таа техника? Значи треба се постигне таа хармонија на умот со духот, не знам. Тоа е многу повисоко ниво, тоа што го кажавте. Со самото присуство на семинар, прво се вежба со различни типови на луѓе. Со различни карактери, се приспособува и менталниот и физичкиот перформанси на вашето тело, вашиот мозок со тори и уке на јапонски со вежбачот, на македонски да кажем, и се практикува да се повторува техниката до усовршување. Еве, например, многу луѓе во денешната реалност ќе се имаат животни препреки. Во аикидото постои едно правило. Не може да совладате одредена техника, зафат, фрвање, блокови се до, ќе извежбате 10, 20, 30, 40 и пати, па ќе напредните, ќе се свршите и повторно ќе вежбате и повторно ќе напредувате. Тоа во превод значи ништо не може одма и преку ноќ. Се разбира. Значи мора да има дисциплина и многу вежбање, многу труд. Така е. И постои една друга поговорка во аикидото и во сите традиционални јапонски борешки вештини. Значи црниот појас представува секој бел појас кој многу вложува, не зборувам за енергија, зборувам за труд, за тренинзи, за време, за пожртвуваност, никогаш не се откажал, иако имаме сите животни препреки секојдневни. Тоа е филозофијата, никогаш да не се откажеме во животот. Тоа значи аикидо. Така, самиот поим е пат. Патот има различна траекторија, различна линија и различни Фактички не подготвувате преку аикидото како да се справиме со, нели, животот ни носи секакви работи, како да се справиме, како да се соочиме, како да прекосиме на и на некои проблематични моменти во нашиот живот. Па самиот поим Гацу што дискутиравме пред да влеземе во студио, представува победа над самиот себе си.
Со други зборови, кога не сме расположени, кога сме болни, кога сме настинати, кога не ни се вежба, да имаме Кога ќе ни одредена изнервира цел. шефот на работа. Тоа е интересно. Да знаеме како да останеме мирни, претпоставувам. Така е. Само дисциплина, само контрола. После тоа, Тоа се учи преку аикидото? со тренинг, дисциплина и континуирано вежбање, Ме има и заинтригиравте да се смиреност. запишам и јас. Поелет. Како да се справам во вакви ситуации, нели понекогаш знае нашиот афект да издоминира. Тука доја колку повеќе навлегувате во аикидо како борешка вештина. Значи толку вашето тело е помоќно и технички, и физички, али и ментално. Јас сум имал многу интересни прашања во секојдневниот собраќај, како реагираш на нападни луѓе, како реагираш на агресивни луѓе. Сакате да кажете, еве вие кога доаѓавте имаше голема гужва во центарот на Скопје. Малце поголем. Малце поголема. Такво ни е секојдневието во метрополата, но како реагирате кога има гужва, кога доцните и слично? Смирен сте? Смиреност, почитување на непишани правила, линија и стрпливост. Дали има старосна граница? Дали можам јас да се запишам? Па не постои во аикидото старосна граница. Старосна граница, еве на пример гостинот на семинарот Итох сенсеј е преку 70 години. Сенсеј Njegos Đaković има 74 години, тој ќе биде вториот инструктор од Србија, и Христо Михајлов, третиот инструктор, е околу 60, над 60 години од Бугарија. Значи сите тие мајстори имаат огромно искуство, вежбале, тренирале, инвестирале во однос на време, енергија, хармонија, за да ја постигнат тоа ниво. Ние имаме и повозрасна публика. Можат и луѓе после 60-та година, 70 да се запишат на аикидо? Старосна категорија не постои. Еве на пример нашиот гостин се бави аикидо повеќе од 50 години. Колку е важно такво учење директно од јапонските мајстори за нашава општество? Тоа е според мен еден од клучните елементи, пошто аикидото е јапонска борешка вештина и доколку се и белци, не се јапонци, тие има поврзаност преку нивните учители со традицијата, односно со изворното традиционално јапонско аикидо. Например, Христо Михајлов сенсеј од Бугарија учи од Исојама сенсеј, Njegos Đaković од Фуџита и од јапонски учители. Да. Кажавме што се може да му даде аикидото. Што е поважно, она духовното или физичкото што може да му го понуди? Мислам дека и двата елементи се склоп. Ке помладата популација и деца во развој се фокусира на физички дел на борешката вештина, додека луѓе кои се владале одредени елементи или има такви потреби, тие го бараат менталниот или духовниот дел на самата борешка вештина. Да се навратиме уште еднаш на семинарот, бидејќи е за 2 дена, каде ќе се одржува и во колку часот? Семинарот ќе се одржува во Карате центар Недеви, во Кисела вода, започнува во 10 часот, ќе има 10 до 13 часот, 2 тренинзи, меѓу тренинзите ќе има ембукаи, тоа што го спомнав, бидејќи нема надпревари, што ќе демонстрираме, презентираме техниките во однос на брзина, цврстина, еластичност и промоција и презентација на техниките. После тоа имаме пауза и вториот дел на семинарот започнува од 16 до 19 часот. Малце набиена агенда, меѓутоа пошто сега и самите мајстори имаат доста обврски и е таква приликата за да се организира еден семинар со 4 тренинзи во текот на еден ден. Да, дали секој може да дојде, кој е повикан? Како може да се отворен учествува? е семинарот, може да учествуваат заинтересирани или пак заинтересирани доколку сакат, може да дојдат и на тренинзи во нашите клубови, така да аикидото не е едноставен моментален процес на учење, туку долг континуиран процес кај што треба многу вложување на време, енергија, пот и
Јас велам за се во животот, без оглед за што ќе се одлучиме, треба да се има дисциплина и многу труд и работа. Јапонците се познати по издржливост, по дисциплина, по хиерархија. Кај нив не постои спротивното. Да го имплементираме делот од во нашето општество би било супер од тие елементи. Па да учиме од тие кои што ја создале оваа техника. Дали може од аикидо како боречка вештина, Да. како начин на живот да се живее во Македонија? Па од аикидо дискутабилно е тоа. Како професионално ние многу вложуваме енергија, инструкторите, сенсеите, енергија, време, али да се екзистира и професионално да се живее многу тешко. Многу тешко, пошто аикидото не е распространето во Македонија, па и јас колку што знам и на Балканов е професионални аикидо инструктори, ако има еден или двајца во моментот, додека во Јапонија сосема друга Тоа има начин на живот, претпоставувам. така. И не постои човек, затоа и се толку смирени, толку работат, едни од највредните луѓе се сметаат јапонците, толку придонесуваат, а сепак се мирни, среќни, може да донесе аикидото и среќа во нашиот Се живот? разбирам. После тренинг, после добро... Како се чувствувате? добро. Значи, чувството е неверојатно. За мене лично, после добро работен тренинг, релаксиран, спокоен, изфрлена негативната енергија. Тука се тие елементи кои се потребни за да се одбраниме, ментално се одбраниме во секојдневието од нашиот живот. Познато е дека аикидото всушност не е вештина на напад, туку е само одбрана и создавање на Значи, внатрешен мир. тука е малку дискутабилна таа констатација, бидејќи ако не знаете да напаѓате добро, нема да знаете ни да се напаѓате, да се одбраните добро. Значи, кај нас на тренинг се учи добар напад, се учи и добра одбрана. Поврзаноста едно со друго. Напад, одбрана, меѓутоа пак ќе повторам, физички, технички дел и хиерархиски ментален дел. Така. Јас се до денес сметав дека тоа е вештина во која што треба да знаеме да се одбраниме, но и да удриме некаде каде што треба. Сепак многу ми појаснивте и мислам дека треба секој човек да се запише на ваква боречка вештина, да се го пронеде мирот во себе. Според мене е пожелно луѓето да имаат хоби, да се занимаваат со активности. Би бил задоволен доколку одреден дел дојдат на аикидо, меѓутоа било која техника, вештина е многу полезно, покорисно во однос на гледање турски серии, на LCD, HD екрани, социјални мрежи. Тоа исто така може да го практикуваат, меѓутоа со пократ временски интервал, кои ќе да вложуваат, да инвестираат во поздрави животни навики и поефикасни животни навики. Одлично, за да завршиме, ви благодарам што дојдовте денес во утринската програма на Алфа. Добро утро, секој утро се гледаме на семинарот и вам ви благодариме што бевте наши следачи, ја одбравте нашата програма за збогатување на ово утро. Имате шанса да се запишете на боречката вештина аикидо и да го постигнете вашиот душевен мир.